Професор доктор Александар Николовски од Универзитетот Мурдох од Перт, Австралија, денеска беше во посета на Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев. Професорот Николовски е со потекло од Македонија, а оваа посета ја гледа како можност за соработка меѓу двата универзитети. Целта ми беше да се запознам со наставните програми, кадри и услови за студирање на младите. И до сега тоа што го видов е доста импресивно, така да со нетрпение чекам да дознам и повеќе. Мислам дека делува многу позитивно овој факултет, така да се надевам дека од тоа нешто и ќе произлезе. Има ли можности некакви за соработка, разговаравте ли за таква? Се уште разговараме за тоа, мислам дека има. Да, мислам дека има. Па најверојатно на полињата на науката и изражувачката работа. Тоа јас некој начин го носам со себе како некоја предзамисла, но веројатно и во наставата, па ќе видиме. Соработката се одвива преку Центарот за меѓууниверзитетска соработка, а започнала како резултат на можноста што ја нуди Универзитетот во Перт за размена на студенти и професори. Оваа посета ја организираме со цел да ја прошириме соработката на Универзитетот Гоце Делчев и со други високообразовни институции надвор од од Европа. Ние веќе соработуваме со некои високообразовни институции од Кина, меѓутоа ова е на убава можност да ја прошириме нашата соработка и со Универзитетот Западна Австралија. Бенефитот и за студентите и за наставниот кадар го гледаме во нивната можност за понатамошно школување, студирање надвор од Македонија, односно Австралија е многу атрактивна земја за области кои што се присутни како студиски програми на нашиот универзитет и се надеваме дека во иднина и другите студенти ќе имаат можност преку некои од стипендиите што се нудат преку владата на Австралија или во соработка со нашата држава да заминат на студиски престои или научно-истражувачки престои во Австралија. Професорот од Австралија се сретна и со проректорот за наука при УГД, професор доктор Блажо Боев, и со проректорот за инвестиции и развој и одржување, доцент доктор Кирил Барбареев. Средба се оствари и со продеканот на Факултетот за природни и технички науки, професор доктор Зоран Десподов.